Најново издание на регионалните вести. Над 50 хектари шумска површина и пасишта се изгорени во пожарите кои ја зафатија Шар-планина. Се уште е активно едно од трите жаришта, кое е на непристапен терен. Шара е обвиткана во густ чад. Долж целиот планински предел има десетина жаришта, а проценките говорат дека се изгорени над 50 хектари шумска површина и пасишта. Забележавме дека изгорена поголема површина на сува трева и смреки, но виталните објекти и места се заштитени. Но овој предел изминативе денови имаше 3 активни пожари, 2 се локализирани, едниот е се уште активен. Жариштето е позади овој рид во правец кон селото Лисец, но опасност да се зафати селото нема, велат од шумочуварската служба на Македонски шуми, кои ги затекнавме како се враќаат од пожарот, кој се наоѓа на непристапен терен и дотаму може да се пристигне само пеш. Командирот на Тетовската територијална противпожарна единица УК Алити вели дека пожарот е лоциран во дол каде поминува планинска река и мали се шансите истиот да се прошири. Опасност да речеме да постои од пожарот да се фаќат објекти од село Лисец немат. Тој истакне дека не памети Шара да била во пламен како сега. Сигурен е дека пожарите се подметнати. Зашто ги палат овие пожари? Не мислејќи дека може да донесат во опасност и објекти кои се од витален интерес на државата, но може да донесат во опасност биејќи се знае дека ова е туристичко место, има викенд кучички. На пат кон Попова шапка забележавме дека има намерно запалени неколку смреки, но за среќа пожарот не се проширил. Доказ дека на Шар-планина некој намерно ги подметнува пожарите се токму овие изгорени смреки. Новиот предел на Шара има изгорени смреки, а околината околу нив, односно сувата трева, не е зафатена од пожар. Стигнавме на скијачкиот центар кој деновиве воопшто не е привлечен за туристите. Целиот центар мириса на изгорено и обвиткан во чад. Тука останати се само хотелиерите. Гостите веќе им заминале поради еколошката катастрофа. Бараат што поскоро да се пратат канадери и да го угаснат пожарот на непристапните терени. Од моите гости 70% сите побегаа, пошто нормално тие сакат чист воздух. Треба да се преземе хеликоптерите, треба овде да доаѓат не само 2 пута како што се били и onda се прекинули с тиме. Значи треба све додека се гаси. Шара распукала од пламени јазици и чад, но зачадениот планински венец од Шара продолжува кон Корап и Бистра. Според властите на општина Маврово Ростуше, најактивен е пожарот во местото викано Кракорница, но екипите се на терен и успеваат истиот да го стават под контрола. Густиот чад од планините на Западна Македонија се спуштаат кон полошките општини, каде веќе 4ти ден граѓаните се гушат во загаден воздух. Спасот сите го гледаат во најавената промена на времето, со пониски температури и дождови. Станарите од зградите на булеварот Илирија спроти градскиот пазар во Тетово со години се жалат за еден ист проблем. На самата улица постојано се собира голема количина на вода. Надлежните досега не реагирале, а станарите велат дека стравуваат за квалитетот на водата која ја пијат. Овој вир со вода се наоѓа на една од најфреквентните улици во Тетово. Се работи за булеварот Илирија спроти градскиот пазар. Станарите од околните згради велат дека на ова место вода се собира веќе со години. Се обратиле до јавното комунално предпријатие, но досега никој не презел мерки за решавање на проблемот. Никој не презел мерки, овде се чистат улици, луѓе во вода, сме пријавили у комуналното, никој досега не реагира. Не знаеме зошто и не знаеме ние каква вода пиеме, бидејќи одавде се снабдува изградата. Кога има врнежи на дожд, тога не се гледа ова. Меѓутоа, кој добива од ова? Добиваат кучињата, птиците и мачките. Тие барем пијат вода бесплатно. Од работната единица Водовод Тетово вела дека се запознаени со случајот. Информираат дека се работи за терцијарен водоводен приклучок, а дефектот веројатно настанал од приклучок за зградата. Бидејќи се работи за фреквентна улица, каде што има и голем број на паркирани возила, се чека на поволен момент за отпочнување со работа. Дефектот е од наша страна увиден веќе од одамна, меѓутоа не беше во толкави размери како што е денови. Денови веќе излезе на површина и имаме поголемо протекување во тој дел.
Ние го имаме регистрирано kao problem i го имаме во нашата програма за решавање на тој проблем. Бидејќи тој се наоѓа во една од најглавните артерии на движење на возилата, се трудиме да изнајдеме момент кога ќе можеме да го санираме за да не пречиме во нормалното одвивање на сообраќајот во тој потек. И од друга страна, па од страната на хигиенската исправност на водата за пиење за станарите не представува проблем тој дефект тука. Тук водата што ја користат тие е во исправна состојба. Санирањето на дефектот ќе подразбира ископување на асфалтот, кое надлежните најавија дека ќе се случи во блиска иднина. Зградата со социјални станови во Гостивар е изградена и вселлива. Останува надлежните министерства да го подготват огласот за распределба на становите, согласно новиот закон за социјална заштита, кој што беше донесен летово. Станови за социјално ранливи категории на граѓани во Гостивар чекаат на распределување. Зградата покрај кеот на Вардар, близу големиот мост, е целосно готова, а извршен е и технички прием. Останува надлежните министерства да го подготват огласот според новата методологија, согласно новиот закон за социјална заштита кој што беше донесен летово. Во законот се утврдени нови критериуми, односно нови категории загрозени граѓани кои ќе може да аплицираат за социјален стан. Извршен технички прием, така согласно новата методологија, и ги знаете дека донесен нов закон за социјална заштита, очекуваме дека согласно таа се формира комисија од страна на Министерството за транспорт и врски и Министерството за труд и социјална политика врз база на која што ќе бидат распределени сите станови. Очекуваме дека тоа ќе биде во најбрз временски период. Ова година? Па се надеваме се ќе направиме за ова година да почне да се врши апликацијата, бидејќи знаете дека има оглас за таа работа, па после се врши распределба на социјалните станови. Изградбата на социјалните станови во Гостивар започна пред околу 4 години. Проектот е на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, а е вреден околу 85 милиони денари. Во зградата со 2 ламели има вкупно 70 станови наменети за семејства од ранливи категории. Именувањето членови на управниот и надзорниот одбор на новото предпријатие Јавен транспорт направи расправија меѓу тетовските советници на денешната седница. Откако на тетовските советници им беа врачени новите лаптоп компјутери, денешната седница започна со меѓусебна расправа. По трето гласање беше дополнет дневниот ред со 2 точки, кои се однесуваа на именување членови на управен одбор за предпријатието Јавен транспорт, како и за именување членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на истото. Советниците од опозицијата реагираа дека списокот со членови на овие одбори им бил даден непосредно пред почетокот на седницата, на што председателот на Советот Беким Мемеди одговори дека немало време, зашто комисијата со станокот го одржала дури вчера. Како знак на револт седницата ја напуштија советниците од БЕСА и од Алијанса за албанците. Од ВМРО ДПМН бараа да се избере нов управен одбор, додека членот на комисијата за именување Горан Јовановски ја напушти листата поради револт. Овие 2 точки на седницата беа и усвоени. На дневен ред се најдоа извештајот за работата на полициската станица од општа надлежност Тетово за првите 6 месеца од годината, извештаите за работа на основните и средните училишта, како и на детската градинка Младост. Воедно за истите беа усвоени и програмите за работа за идната година. Советниците ги изгласаа новите членови на локалниот младински совет на општината, членовите на училишните одбори на основните училишта, представници на советот во локалниот економско-социјален совет. Тетовските советници го усвоија и предлог буџетскиот календар за подготовка и донесување на буџетот на општина Тетово за 2020 година. По повеќе децениски маки со стариот и руиниран покрив во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, конечно отпочнаа работите за изградба на нова кровна конструкција. Проектот го финансираат општина Гостивар и UNDP.
Конечно се решава повеќе деценискиот проблем со стариот и руиниран покрив во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Викендов што измина отпочнаа работите за изградба на нова покривна конструкција. Маките на учениците и вработените со прокиснувањето и поставувањето кофи во училниците ќе станат минато. Новиот кров се гради со заеднички проект на општина Гостивар и UNDP. Вкупната сума е 300.000 евра, од кои општината обезбеди 100.000, додека 200.000 доаѓаат од програмата за развој на Обединетите нации. Родителите на децата кои што учат во ова училиште и наставниот кадар искажуваат задоволство што конечно објектот ќе добие нов покрив. Проблемите више се знаат во градот. Јас сум мајка од 2 деца што учат во ова основна школа. Многу е важно да биде темелот на една куќа, исто така и да имаш покрив. Така да нема што да дискутираме повеќе, ние како родители сме сите многу срекни дека иницијативата што беше од долг вековен период, знаете, и сега се реализира. И во ова мислење мислам дека сите родители, баш вчера имавме советот на родители во основното училиште Гоце Делчев и бевме сите расположени многу позитивно за ова иницијатива. Благодарение на сите родители, можам да кажам благодарение и на општината Гостивар, што секојдневни можеби во вратите по министерство беа и досадни во иницијали да кажам, но сме успешни со резултатот е како што гледате. Самата гледка не треба ни коментар да се дава. Конечно почна да се работи. Долго очекуваниот проект кој знаеме сите за проблематиката која што се случуваше, која што го опфати и беше засегнат централниот дел на градот. Среќни сме сите што се работи и конечно и овој момент да го доживееме сите ние. Колку ќе траат работите и дали понатаму ќе има дислоцирање на учениците заради зафатот, засега нема информации. При најавата на проектот на почетокот на учебната година беше речено дека училиштето ќе добие зелен кров, кој што ќе се користи и за практична настава по биологија или ботаничка градина. Фатени 3 лица кои вршеле џебни кражби во Гостивар. 4 повредени во сообраќајна незгода. Следува полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово полициска станица Гостивар вчера лишиле од слобода тројца џепчи, еден од Скопје и двајца од Приштина, Република Косово, кои во периодот од 10 до 12 часот на Гостиварскиот голем пазар извршиле џепни кражби. Тие ограбиле еден жител од село Фарино и еден од село Дебреше. Тројцата, освен за овие кражби, се сомничат и за извршени десетина други кражби на паричници на Гостиварското подрачје. Тие се задржани во полициската станица Гостивар и по целосното документирање на случајот против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Гостиварските полицајци со судска наредба привеле 23 годишен жител од Гостиварско Дебреше, кој бил осуден на едногодишна затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба. Тој е спроведен во казнено-поправната установа Тетово на издржување на затворската казна. Вчера во тетовското село Пирок, полициски службеници на СВР Тетово би лишиле од слобода 3 лица кои физички го нападнале 38 годишниот ЛК од ова село. Во нападот тие користеле и тврди предмети. Тројцата нападјачи се задржани во полициската станица Тетово. Полицискиот билтен соопштува и за една потешка сообраќајна несреќа во која се повредени 4 лица. Сообраќајната несреќа се случила на улица Браќа Миладинови во Тетово, кога патничко моторно возило марка Opel Astra со струшки регистарски ознаки, управувано од 36 годишен охриѓанец ФЗ, излетало од коловоз. Во несреќата се повредени 4 сопатнички, кои биле пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Собранието ќе се распушти на 11 февруари, 60 дена пред одржување на изборите кои се закажани за 12 април идната година, рече председателот на Собранието Талат Џафери на денешниот брифинг со новинарите. До мене треба да стигне барање за распуштање на Собранието. Уставот кажува дека изборите треба да се одржат во рок од 60 дена од распуштање на Собранието. Ако барањето стигне по 11 февруари, го одложува датумот за одржување на изборите, вели Џафери.
До крајот на оваа година до собранието треба да стигне предлогот со имиња за техничка влада, а новата техничка влада треба да биде избрана 100 дена пред одржување на предвремените парламентарни избори. Веројатно одлуката ќе ја носиме заедно со партнерите во владата и ние во СДСМ на основа на тоа што е најпрагматично. Од 3 декември јас ќе бидам малку повеќе себичен за СДСМ, заради тоа што нема да сум веќе председател на владата и сакам да знам кој ќе е тимот околу мене овие 100 дена да подготвиме добра програма, добра кандидатска промоција, добра агенда за прошетка по сите градови и села, да го доловиме тоа што ќе идното ветување пред граѓаните на кое што и такако доста работиме, а ќе водиме грижа секако кој ќе води исто така и владата во овој период на техничка влада од најпрагматични причини. Така да можеби овие 2-3 имиња што се спомнуваат се опции, можеби сосема трето, пето ќе биде, но ве уверувам дека ќе биде најрационалното, најоправданото решение кое што ќе донесеме. Тоа веројатно некаде втората половина на декември ќе го одлучува. Педесеттина деца од Тетово и Тетовско своите први фудбалски чекори ги прават во обновената фудбалска школа на најстариот фудбалски клуб во Македонија, Љуботен од Тетово. После пауза од деценија и пол пред 2 години повторно почна да функционира фудбалската школа на најстариот македонски фудбалски клуб Љуботен од Тетово. Во неја членуваат 50 млади фудбалери кои се надпреваруваат во детската лига на Фудбалската федерација на Македонија, како и во регионалната полошка лига. За развојот на младите фудбалери се задолжени двајца тренери. Поранешниот капитен на ФК Тетекс како интернационалец во Германија Стечко Мисајловски и поранешниот младински репрезентативец на Македонија Ивица Радонјич. Активностите на нашата младинска школа, која започна пред некоја година, да речем, со реорганизација, започнавме со оние најмлади категории за играчи кои што настапуваат во онаа детска лига. Од минатата сезона веќе играме и во онаа регионална лига за поголеми дечиња. Тренинзите се одвиваат во 2 смени, работиме утрински тренинзи, работиме попладневни тренинзи во зависност од како се децата во школа. Амбициите и планот е понатаму да го развиваме, да ја развиваме младинската школа со нови генерации од помлади пионери, кадети, младинци во иднина и оној природен процес да стигаат играчите до првата екипа на Љуботен. Во моментов членуваат 50 на деца, да кажам, во овој момент. Повеќето се оние најмали генерации, има 20 и во поголемите генерации кај што играме во регионалната лига која е во покровителство на Фудбалската федерација на Македонија. И како што кажав, очекувам тенденцијата на прилив на играчи да расте со текот на наредните месеци, како ќе се подобруваат и како што ќе се подобрува инфраструктурата за работа со оглед на тоа дека пред 20 на дене започне реконструкцијата на стариот градски стадион, каде што ги одвивавме овие тренинзи, така да очекувам дека со реконструкција и на тој терен, дека уште повеќе дечина наредниот период ќе се зашленат во нашиот клуб и ќе пробаат да ги усовршат своите вештини, да постанат идни професионални играчи, да кажам. Целта на младинската школа е во иднина да почне да произведува фудбалери за првата екипа на Љуботен, а најголемиот проблем со кој се соочува во моментов, како и останатите екипи од Тетово, се терените за тренинг и играње на надпреварите. Откако Европската Унија по трет пат го одложи разводот што првично требаше да се случи на 29 март, Британија, нејзиниот парламент и електоратот остануваат поделени за тоа како или навистина дали да се спроведе Брекзитот. Џонсон, кој вети дека ќе го оствари заминувањето од Унијата на 31 октомври во стилот направи или умри, побара избори на 12 декември за состав на нов парламент. And there is only one way now. There is only one way now to move this country forward and to have that debate, and that is to get Brexit done. And there is only one way to get Brexit done in the face of this unrelenting parliamentary obstructionism. Џонсон во сегашниот парламентарен состав нема мнозинство што ги фрустрираше неговите обиди да го ратификува во последен момент договорот за развод,
кој го постигна претходно овој месец со Европската Унија. Во редок парламентарен успех за Џонсон по низата порази, неговиот краток предлог закон за избори на 12 декември беше одобрен со 438 против 20 гласа во Долниот дом. Лидерот на опозицијската лабористичка партија Джереми Корбин беше против изборите, се додека беше на маса Брекзитот без договор. Но сега, кога Унијата го одобри третото одложување на Брекзитот до крајот на јануари, тој изјави дека условите за избори се исполнети. Пред гласањето премиерот Џонсон изјави дека парламентот го спречува Брекзитот и со тоа оштетува економијата, ги спречува инвестициите и ја расипува вербата во демократијата. Првите божични избори во Британија од 1923 година ќе бидат многу непредвидливи. Брекзитот на различни начини ги замори и ги разлути гласачите, истовремено намалувајќи традиционалната лојалност кон двете најголеми партии, конзервативната и лабористичката. Ако ниту една партија не победи, тогаш Брекзит, ќорсокакот и парламентарниот хаос би можеле да продолжат. Вестите завршуваат. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.